Телевизија Плюс одбележува 11 години објективно и навремено информирање на гледачите, едуцирање и забава. 11 години медиумското секојдневие не може да се замисли без емисиите Нема љутиш, Став за Куманово и вестите на Телевизија Плюс. Успешно се реализира и магазинот на српски јазик Компаратив, преку кој се пренесуваат информации кои ја засегаат српската заедница во Куманово и државата. Телевизија Плюс уште на самиот почеток од формирањето доби дозвола за работа и емитување на програма на српски јазик и на тој начин стана прв медиум во државата кој има право и можност да прикажува ваква програма без превод. За успешната работа Телевизија Плюс го доби и на високото општинско признание Ноемвриската награда, како и признанија од повеќе здруженија и организации. Телевизија Плюс е благодарна на сите компании кои изминатите години непрекинато не следат и поддржуваат. Ви се заблагодаруваме вам, нашите гледачи, што верувавте во нас и ни помогнавте да се истакнеме како телевизија која е сакана во градот. Довербата од ваша страна ја имаме веќе 11 години, а секако тоа е поттик за уште поголеми достигнувања. 1 април, нека ви е среќен роденденот. За мене како локална телевизија сте од особена важност, непристрасно пренасење на информации за општинската работа, за работа на Советот. Благодарам што сте присутни, што сте тука секогаш отворени за соработка, што ги пренасате сениците на Советот, секогаш имате трпение за нас советниците и навистина мислам дека сте единствена за жал локална телевизија која што многу може да обслужи и навистина добива точна и навремена информација нашите граѓани. Да сте живи, здрави, да напредувате, да се вработуваат уште повеќе луѓе кај вас, да има уште поголема опфатност на информацијата, затоа што град Куманово заслужува уште повеќе информации да доаѓаат од вас. Со ваша слична услуга. Ова не е шега, не е лага. Им го честитаме празникот на ТВ Плюс 11 години од постоење, што дале доприноса за ова наше Куманово да биде што поинформирано и поубаво во етерот на телевизиите. Со големо задоволство ви го честитаме 11 годишниот јубилеј. Ви посакуваме многу успех понатаму и ви благодариме за досегашната соработка. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера изутрина во полицијата во Куманово било пријавено дека 72 годишна жена била физички нападната од едно лице во низината куќа на улицата Анѓа Ранковиќ, кое влегло со употреба на сила во куќата и се обидело да одземе предмети. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Сузана Максимовска е именувана за нов директор на Државното средно училиште Регионален центар за средно стручно образование Киро Бурнас. Таа има долгогодишно професионално искуство како професорка токму во ова училиште, каде активно придонесува за развојот на воспитно-образовниот процес. Во својата нова улога, Максимовска најавува јакнење на училиштето како современ и препознатлив Регионален центар за средно стручно образование, унапредување на наставата, поддршка на учениците и наставниот кадар. Посебен акцент ќе биде ставен на јакнење на практичната настава и соработка со бизнис заедницата. Целта е да го продолжиме патот кој го започнавме како регионален центар, да функционираме како современо, модерно, иновативно и квалитетно училиште, со атрактивни струки и профили, препознаено по својот капацитет и можностите кои ги нуди за учениците да стекнуваат знаења и вештини веднаш применливи во општеството и во реалниот живот, истакна Максимовска. Учениците од Државното средно училиште Киро Бурнас од машинската и сообраќајната струка во придружба на своите наставници Виолета Симоновска, Стефан Бранковиќ и Фросина Стојановска во текот на вчерашниот ден присуствуваа на 4-тиот саем за вработување, практиканство и стипендии, како и на отворениот ден на Техничкиот факултет во Битола. Учениците имаа можност да поразговараат со работодавците кои имаа свои штандови за презентација, при што се запознаа со понудите за вработување, можностите за практиканска работа за време на студиите, како и со опциите за ученици кои не продолжуваат со високо образование. Исто така имаа можност да ги посетат лабораториите и кабинетите од областа на машинството и сообраќајот.
Полициски службеници вчера вечер лишиле од слобода 28 годишен кумановец, бидејќи подолг временски период се заканувал кон неговата поранешна сопруга, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Во периодот од 28 до 30 март годинава на тениските терени во Куманово се одржа отворено првенство на Македонија за јуниори и јуниорки во категорија до 14 години во организација на тенискиот клуб Тумба. Турнирот беше дел од официјалниот календар на Тениската федерација на Северна Македонија. На турнирот зедоа учество 40 надпреварувачи од повеќе тениски клубови од земјата. Организацијата на турнирот беше на високо професионално ниво. Сите надпревари се одиграа во фер и спортска атмосфера, со почитување на правилата и спортската етика. Во текот на турнирот надпреварувачите покажаа висок квалитет на игра, техничко-тактичка подготвеност и психолошка стабилност, соопштија од клубот Тумба. Бучен Козјак повторно таму каде што се создаваат вистинските можности и партнерства. Како дел од бизнис делегацијата на Сојузот на стопански комори на Македонија, Бучен Козјак беше активен учесник на престижниот настан Ден на деловна соработка меѓу Унгарија и Македонија, организиран од владата на Република Северна Македонија. Ова не е само учество, ова е чекор напред кон нови пазари, нови соработки и уште поголемо позиционирање на македонскиот квалитет на меѓународната сцена. Секој состанок, секоја размена на идеи и секој нов контакт значи нова можност за успех, велат од Бучен Козјак. Министерството за внатрешни работи соопшти дека секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против две лица од Куманово на возраст од 40 и 43 години поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело уцена. Според МВР, на 7 февруари годинава прво пријавената поранешна вработена во угостителски објект во Куманово го уценувала сопственикот дека ако не ја врати на работа или не ја даде 5000 евра, на социјална мрежа ќе објави фотографии како доказ за несоодветно ракување со храната во објектот, со цел создавање негативна слика за угостителскиот објект. Во извршување на делото и помагал второпријавениот, додаваат од Министерството за внатрешни работи.